20 часот термин за централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, започнуваме по кратката најава. Училиштата се подготвуваат за старт на наставата во септември. Во Кочани е намален бројот на правачиња. Некои земјоделски култури во ова поднебие имаат одлични услови за рекордни приноси. Годинава таков е случајот со индустријскиот домат во Штипско. Радовишани Штипјанец и Карбичанец се со кривична пријава заради пустошење на шуми и кражба на 49 стебла тополи од атарот на село Суво Грло Штипско. Состојбата по поплавите се уште е тема која го задржува националното внимание, но и вниманието на експертите кои вршат проценка на ситуацијата во поплавените подрачја, кои констатираат потребни се долгорочни мерки за да се превенираат вакви непогоди во иднина. Уште најмалку 2 недели до 1 месец теренска работа и чистење се потребни за да се стабилизира состојбата по поплавите. Експертот Питер Глерум, кој е во земјава од 10 август како тим лидер на групата што врши проценка за ситуацијата во поплавените подрачја, оцени: каналите се исчистени, но се додека има кал и шут во околината и со нормална количина на дожд има шанса повторно да се создадат проблеми. При тоа потребна е голема помош за чистење во приватните домови каде има потреба од многу луѓе. Улиците може да се исчистат со опрема, но за ова е потребна работна сила и има многу да се направи. Глерум потенцираше дека може да се дебатира многу за одговорот, односно реакцијата на поплавите, но според неговото искуство, она што го гледа е често по една голема катастрофа. Потребно е време да се однесе помошта каде што е потребна, но кога самите луѓе се погодени или кога се гледа одстрана, се чини дека се започнува бавно, но сега по 9 дена добро се напредува. Сепак според раководителот на одделот за соработка Мартин Клауке, потребни се долгорочни мерки за да се превенираат идни вакви непогоди во иднина, бидејќи за година и половина ова е трета поплава во земјава, а за таа цел во договор со владата одлучено е да се спроведе систематска проценка за потребите по катастрофата, со која ќе се започне во текот на наредната недела во координација со Светската банка и Обединетите нации, а очекувањата се дека истата ќе финализира за 1 максимум до 2 месеци. Имено до денес во Министерството за земјоделие доставени се 816 барања за уштети за вкупна штета од 420 хектари поплавени земјоделски површини, а 40 тимови за проценка на штетата веќе се на терен. До сега се посетени 3500 домови. Во тек е првиот уписен рок за идните студенти. Освен за тоа каде ќе го продолжат образованието, дел од студентите треба да обезбедат и престој во местото на студирањето. Државниот студентски дом Браќа Миладиновци и останатите неколку објекти со сместувачки капацитети евидентирани во Министерството за образование и наука располагаат со 440 легла за студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Со почетокот на уписите на факултетите во државата, Министерството за образование и наука објави конкурс за доставување на документите за престој во државните студентски домови. Според конкурсот обезбедени се вкупно 5612 легла, од кои 40% се предвидени за првата група на студенти од поранливите категории, и тоа деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош, деца на самохран родител, деца на невработени родители и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини. 25% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, а 35% за останатите категории на студенти. За студентите кои ќе одлучат или одлучиле образованието да го продолжат на некој од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во државниот студентски дом Браќа Миладиновци обезбедени се 216 легла, а во останатите објекти со сместувачки капацитети 224 или вкупно 440 легла за студенти. Студентите од прва година ќе можат да се пријават и по електронски пат, и тоа од 20 до 28 август, додека сите потребни документи можат да ги достават до Министерството за образование и наука, односно домовите во кои конкурираат во периодот од 29 август до 2 септември. Конечниот список за прием на студентите од втора и повисоките години ќе биде објавен на 30
31 август на огласните табли во студентските домови и на интернет порталот www.mon.gov.mk. Сите незадоволни кандидати имаат рок од 5 дена да достават приговор. Остануваме со образованието. За 36 е намален бројот на запишани правачиња во кочанските училишта во однос на минатата година. Трендот на иселување на младите во странство значајно се рефлектира на бројот на новородени деца, а со тоа и на правачињата. Годинава во училишните клупи во Кочани ќе седнат 334 првооделенци. 334 е бројката на запишани правачиња во основните кочански училишта за учебната 2016-2017 година. Со оглед на бројот на иселени цели семејства во странство, бројката е задоволителна, истакна Голубинка Ѓоргиева од секторот за образование во општина Кочани. Лани во кочанските основни училишта биле запишани 36 правачиња повеќе од годинава, односно 370. Пред минатата пак најмалку правачиња, тоест 321. Тоа покажува дека од година во година бројот на нови правачиња опаѓа и дека трендот на иселување на младите се рефлектира на бројот на новородени деца, а со тоа и на правачињата. По училишта состојбата е следнава. Во основното училиште Свети Кирил и Методи има запишано вкупно 128 правачиња. Од нив 15 се во село Подлог и 3 во село Бели. Во основното училиште Малина Попиванова запишани се 67. Во основното училиште Никола Карев 63 правачиња, од кои 13 во Тракање и 5 правачиња во подрачното училиште во село Градовци. Во основното училиште Раде Кратовче 56 и во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари 21 праваче. Директорите на училиштата воглавно задоволни од бројката на запишани правачиња. Со оглед на ситуацијата во нашата држава воопшто, знаеме дека проблемот е иселувањето на младите. Бројката требаше да биде поголема, меѓутоа младите се претежно иселуваат во Германија. Согледувајќи ги нашите уписи, имаме многу дечиња кои се иселени во Германија, што значи со бројката да речам дека сме задоволни. Ќе имаме оформено 3 паралелки. И покрај субвенционирањето на мајките за трето дете, сепак заради финансиски недостатоци, поголем број млади брачни парови се одлучуваат да останат со по едно дете. Со низа активности и реализирани проекти, Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово се подготвува за учебната година за која во августовскиот уписен рок се уште има слободни места за учениците во неколку стручни насоки. Откако завршија градежните работи за реконструкција на постоечкиот кров, Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово засилено се подготвува за стартот на новата учебна година. Во таа насок, училиштето комплетно го заврши реновирањето на училница, која ќе биде наменета за потребите на угостителско-туристичката струка, која целосно ќе биде опремена со донација од страна на Министерството за образование и наука. Градежните работи, за кровната конструкција се завршени во целост, училницата, градежните активности се при крај. Опремата се уште ја немаме добиена од страна на Министерството за образование и наука. Се надеваме дека за следната учебна година ќе ја добиеме истата, ќе биде ставена во функција. Пред стартот на августовскиот уписен рок, во Беровската гимназија се уште има слободни места за учениците кои сакаат да се запишат во гимназиската или пак во една од стручните образовни насоки. Во стручно образование имаме 2 паралелки од по 4 годишно, едната е угостителско-туристичка паралелка, другата е текстилно-кожарска струка. И имаме 3 годишно трајање келнер, профилот келнер и профилот текстилен техничар. Инаку кога сме кај стручното образование, Беровската гимназија уште еднаш се вброи меѓу училиштата со одобрени апликации за реализација на проекти од областа на стручното образование, со 5000 евро обезбедени од страна на Министерството за образование и наука, а во партнерство со Алекс групација од Скопје, оваа гимназија ќе реализира проект за стручно усовршување и практична настава со учениците од туристичко-угостителската струка, проект кој во голема мера ќе придонесе за квалитетот на образованието во ова средно училиште кое важи за едно од најдобрите средни училишта во Македонија. Во Штип се одбележаа 73 години од смртта на народниот херој Славчо Стојменски. Граѓани и представници на организации и институции му одадоа почит на штипскиот херој.
Со полагање цвеќе во алејата на народните херои денес Штип му одаде почит на Славчо Стојменски, народен херој на Македонија, кој загинал на денешен ден пред 73 години во Штип во борба против бугарскиот окупатор. Штипската гимназија, основана во 1954 година, го носи името на овој народен херој. Славчо Стојменски е името на македонскиот херој и револуционер што со гордост го носи нашата гимназија. Неговото име и неговото дело се овековечени во историјата на градот и неговата земја. За народен херој е прогласен на 11 октомври 1953 година. Неговата биста стои гордо исправена во алејата на народните херои што се родиле и израснале во градот Подисарот. Славчо Стојменски е роден 1921 година во Штип, во сиромашно семејство. Основно училиште и гимназија завршува во родниот град. Неговите подвизи се достојни за воскит и почит од идните генерации. Тој е еден од оние кои ги роди и ги израсна земјата за да ја го подарат токму неј за животот, да не ја остават во рацете на оние на кои таа не им припаѓа. Тоа е потврда за тоа како се сака и се брани татковината. Неговите подвизи се достојни за воскит и почит од идните генерации. Тој е еден од оние храбри и достоинствени млади луѓе на револуцијата, кој со клучот на својата смрт ги отвори вратите на животот на нашата слобода. Со одлука на председателот на Федеративна република Југославија Јосип Броз Тито, Славчо Стојменски е прогласен за народен херој на 11 октомври 1953 година. Во Кочани ќе се реализираат нови форуми во заедницата. Со оваа програма Општина Кочани добива 825.000 динари наменети за организирање форуми кои представуваат поддршка на општините и вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво. Општина Кочани во изминатите 3 години успешно реализира проекти од форумите во заедницата, преку кои се решени неколку значајни инфраструктурни проблеми во градот. Во бунарскиот систем кај Градовски Орман, од каде што Кочани се снабдува со здрава вода за пиење, со средства од Швајцарската конфедерација, а во рамките на форумите во заедницата, е изграден и пуштен во употреба нов бунарски систем со над 35 литри вода во секунда, а се реновирани и неколку паркови и зелени површини во повеќе делови на градот. Оградено е училиштето Свети Кирил и Методи. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски во почетокот на месец јуни го потпиша договорот со Швајцарската агенција за развој и соработка преку амбасадата на Швајцарската конфедерација за програмата Форуми во заедницата, што ќе се реализира во Кочани од септември оваа година па се до февруари идната година. Со оваа програма општина Кочани добива 825.000 денари наменети за организирање форуми кои представуваат поддршка на општините и вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво. Ова ќе значи вклучување на граѓанската заедница, како што имаше и досега. Вклучувањето на граѓаните во форумите ја означува комуникацијата со нив, како и транспарентноста во работењето. Се очекува сите граѓани да се вклучат во форумите, за да може буџетот за 2017 година што потранспарентно да биде донесен. На форумите граѓаните учествуваат давајќи бројни предлози за приоритетните проекти, од кои потоа дел се реализираат. Во изминатите години Кочани реализираше и заеднички проект со општина Пробиштип за комунално уредување на спортско-рекреативниот центар Пониква, со изградба на улица со тротоари, која се протегаше од паркингот до манастирот Свети Васили. Овчеполското поднебје со климатските и почвените услови представува солидна основа за постигнување на рекордни приноси кај одредени земјоделски култури. Компанијата Фруктана од Аргулица годинава произведе по 100 тони индустријски домат од хектар, со што практично покажа дека потенцијалите се тука, само не се доволно искористени. Компанијата Фруктана од Аргулица, која стана лидер во овоштарството и градинарството, годинава постигна нов рекорд. На површините меѓу Долни и Горни Балван успеа да добие род од близу 100 тони индустријски домат од 1 хектар. Овој успех е резултат на примената на сите агротехнички мерки, изборот на семенскиот материјал и други предуслови. Системи исклучиво израелски, ѓубриња исклучиво израелски, препарати само германски од БАСФ и исто така израелски. За сето тоа се покрие, некаде ни треба 50 тона за да се покрием. Сето тоа го ние надминавме и сега моментално сме над 80 тона. Смислам дека има делови кај што е било подобро да биде и до 100 тона. Деновиве на овие површини беше извршена рачна берба за да се испита можноста како ќе се одвива процесот на обезбедување со потребните дневни количества од домати за потребите на Балкан Екофруит во Свети Николе.
Имаме некои склучени договори пред 3 месеца се склучени со Балкан Екофруит во Свети Николе, значи таа фабрика е што не обслужува, што не покрива и со системи, и со ѓубриње, и со заштите, и со се. Цело време не финансира дали тоа ќе биде авансно или ги покрива нашите фактури. Сме задоволни и таму кај ќе биде целиот пласман. Таму има инсталирано нова линија која што има страшен капацитет од 200 до 300 тона на ден, што значи не може да има застој во фабриката како што е за другите култури. Опитот со индустријскиот домат покажа дека Овчеповското поднебје е солидно за поинтензивно производство. За таа цел Фруктана на своите кооперанти им нуди разновидни поволности. Финансирање ние од расад до системите, значи и бербата. Нивно е само наводнувањето и ѓубрењето, каде што апликацијата исто може да ја договориме и ние да ја вршиме. Во источниот регион се повеќе се зголемуваат површините со раноградинарски производи. Освен под стакленици и пластеници, се сади и на отворено. Можеби примерот на Фруктана ќе предизвика интереси кај останатите градинари за искористување на климатските и почвените услови за поголема застапеност на индустријскиот домат. Радовишани, Штипјанец и Карбинчанец се со кривична пријава заради пустошење на шуми и кражба на 49 стебла тополи од атарот на село Суво Грло. Детали за пустошењето од прилогот што следи. Поради постојање на основано сомнение, секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривични пријави против правното лице Гоне Ј.С. од Радовиш, управителот, сопственикот и двајца вработени за сторено кривично дело пустошење на шума и кражба и против 3 службени лица вработени во шумското стопанство Серта поради злоупотреба на службената положба и овластување. Во периодот од 1 до 17 мај годинава пријавените во местото викано Макриман, атар на село Суво Грло, Штипско, собственост на Република Македонија, засадена со тополови насади од страна на шумското стопанство Серта Штип, без наредба на надлежен орган, извршиле сеча на 49 тополови стебла со вкупна дрвна маса од 151,22 метри кубни, со што предизвикале штета на шумското стопанство Серта Штип, односно на Република Македонија, во вкупна вредност од 1.715.600 денари, од кои 55,93 метри кубни противправно ги одзеле и му возможиле на правното лице Гоне Ј.С. од Радовиш да се стекне со противправна имотна корист во износ од 634.302 денари. Имено службените лица вработени во јавното предпријатие Македонски шуми се здобија со кривична пријава бидејќи несовесно постапиле во вршење на своите овластувања и должности. Тие, иако ги затекнале сега пријавените како без наредба на надлежен орган, вршат сеча на тополовите стебла и дел од исечените тополови стебла ги товарат во моторно возило. Сепак не преселе никакви мерки за идентификување, туку заминале од лице место, со што им овозможиле на сега пријавените со натоварените тополови стебла и товарното моторно возило да побегнат од лице место и на тој начин да се стекнат со противправна имотна корист. Во крими билтенот на СВР Штип исто така стои дека вчера околу 6 часот и 10 минути на патот село Грдовци, село Мојанци, кај местност викана Соленци, се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Ауди А4 со италијански национални ознаки, управувано од БТ 25 години од Кочанско Зрновци, и моторцикл без регистарски ознаки управувано од НА 37 години од село Грдовци, Кочанско. Во незгодата НА се здобил со тешки телесни повреди, кој по укажаната лекарска помош во Кочани поради сериозноста на повредите бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Увид на местото на настанот изврши увидна екипа од СВР Штип и се работи на целосно расчистување на случајот. Дефинирана е листата со учесници на големото балканско музичко шоу кое ќе од 26 до 28 август ќе се одржи во Македонска Каменица. Шоуто започнува со концерт на Мирослав Илик на 26 август, а завршува со концерт на Цеца Ражњатовиќ на прославата на Денот на градот 28 август.
Полека но сигурно се дефинирани имињата на сите учесници во рамки на големото балканско музичко шоу кој од 26 до 28 август ќе се одржи во Македонска каменица како дел од прославата на Денот на градот, Денот на рударите и Денот на Мајката Божја. Спектаклот започнува со концерт на градскиот плоштад во Македонска каменица на балканската музичка звезда Мирослав Илич, кој ќе настапи на 26 август. Тој ќе одржи двочасовен концерт на кој ќе ги испее своите најголеми хитови. Многу ми е мило дека се видиме на Македонска каменица на 26 август. Покрај него на тридневното балканско музичко шоу ќе настапат и Ален Хасановиќ, Сузана Гавазова, Реплей бенд, Филип Божиновски, инструментал бенд со Бојан Стојков, Фанкестик Коалишен од Србија, а манифестацијата ќе биде затворена со спектакуларен концерт на 28 август на балканската мегазвезда Светлана Ражнатовиќ Сеца. Во сабота ќе имаме вечер на македонска естрада, каде што ќе имаме познати естрадни уметници од македонската сцена и секако на 28 како веќе што најавивме ќе одржи концерт балканската звезда Цеца. Се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред, дека и оваа година како и претходните години ќе имаме едно убаво камеричко културно лето, една добра прослава, а од друга страна ќе ги анимираме сите жители од регионот, еве на 26, 27, 28 согласно можностите да бидат гости на општина Македонска каменица, да имаме едно заедничко дружење и да понесат убави спомени од оваа каменичко културно лето. Инаку настапот на големите балкански музички имиња се реализира најмногу благодарение на финансиската поддршка на рудникот Саса, кој покрај општина Македонска каменица се покровител на годинешното каменичко културно лето. Според резултатите од последните анкети, кандидатката на демократите на председателските избори во САД, Хилари Клинтон, има 88% шанси да победи во трката за Белата куќа, објави Нью Йорк Таймс. Пред една седмица беше одржана демократска конвенција, Хилари Клинтон и натаму има голема предност во однос на Доналд Трамп според резултатите од националните анкети. Хилари Клинтон има водство во клучните сојузни држави и според истражувањата не се очекуваат големи падови во нејзината поддршка. Како што покажуваат најновите резултати од истражувањата во САД, Хилари Клинтон ја има поддршката од 45% од гласачите, додека нејзиниот противник Доналд Трамп има 39% поддршка од американците. Видео на кое лидерот на германските социјалдемократи и федерален заменик канцелар Зигман Габриел покажува среден прст на група крајно десничарски демонстранти предизвика изненадување во Германија. Минатиот петок Габриел беше во посета на провинцијата Долна Саксонија. Таму го пресретнале група маскирани демонстранти со постер предавници. Социјалдемократската партија ја потврди автентичноста на видеото објавено на Facebook од група блиска до неонацистите. Лидерката на популистичката партија Алтернатива за Германија, Фрауке Петри, веднаш го осуди гестот на Габриел и го нарече недостоен заменик канцелар. Екстремно сувото и топло време во моментов силно го попречува справувањето со шумските пожари во Јужна Калифорнија. Бројни домови се загрозени од пламените, а десетици илјади ја напуштаат областа источно од Лос Анџелес. Повеќе од 82.600 луѓе се евакуирани поради пожарот кој изби источно од Лос Анџелес во американската сојузна држава Калифорнија, а гувернерот на Калифорнија Џери Браун прогласи вонредна состојба. Загрозени се околу 34.500 домови. Неколку десетици згради се уништени, а во борбата со пожарот се вклучени сите владини агенции во Калифорнија. Властите наредија евакуација на над 82.600 луѓе, а затворен е и главниот автопат помеѓу Лос Анџелес и Лас Вегас. По повод 28 август, денот на општина Пробиштип и денот на рударите, општината организира турнир во мал фудбал, кој започна вчера, а ќе трае до 28 август, каде што ќе се одигра и големото финале. На овој традиционален турнир ќе се надпреваруваат 10 екипи поделени во две групи. Имено вчера започна првото коло меѓу екипите на Амика Пробиштип и Бале Пробиштип со резултат од 7:0, Унипап Кочани, клуб Милениум Скопје со 5:4, екипа Панови против екипа Винер осигурување со резултат од 8:1.
Денес надпреварите продолжуваат, а ќе играат екипите на Младост Кундино против Арол Крива Паланка и екипата на Панови Пробиштип против Макреш Пробиштип. И за оваа година генералниот покровител на настаното општина Пробиштип обезбеди парична награда за освојување на првите 2 места во висина од 50.000 денари за прво и 20.000 денари за второ место. Надпреварите се играат во вечерните часови на ракометното игралиште во Пробиштип. Официјално македонските спортисти ги завршија своите настапи на летните олимписки игри во Рио, кои повторно имаа само епизодна улога, освен со исклучок на Пандев кој се задржа повеќе од останатите на патеките на Олимпискиот стадион. Последниот наш надпреварувач беше 20-годишната Дрита Ислами, која во дисциплината 400 метри со пречка не успеа да се пласира во финалето, односно нејзиното време беше доволно да го заземе предпоследното место во својата група, или севкупно да биде 45-та од 48 надпреварувачки. Ова време на Ислами беше за 16 стотинки послабо од нејзиното најдобро поставено годинава во јуни во Романија. Ова беа сите содржини предвидени за централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер до гледање до 23 часот.